Градоначалниците од источниот и североисточниот регион денес се договараа за новата депонија која треба да се гради кај Свети Николско Мечкуевци. Постапката за изградба новаа депонија се води неколку години наназад и сега работите се дојдени во завршна фаза. Најважно е сега да се формираат регионалните тела. Тоа е регионалниот центар и правното лице кое што ќе го води регионалниот систем, за да може да се отворат сите проекти кои досега ги сработивме да се реализираат. Значи тоа е најважно. Сепак, иако се ветува дека депонијата нема да биде опасно за животната средина, светениколци на неа не гледаат со радост. Ова особено се однесува на земјоделците кои се во страв дека депонијата ќе им го уништи производството. За поделени мислења и незадоволни да нема, во тек се средби со сите засегнати страни. Преку еден транспарентен процес да бидат запознаени и граѓаните на општина Свети Николе и онаму и земјоделците кај што треба да биде таа регионална депонија, и да воспоставиме било каков еден баланс да видиме што е можно побрзо да се реагира и од страна на Министерството за животна средина, тука е вклучено и Министерството за транспорт и врски, бидејќи сите оние патишта што водат кон таа депонија моментално треба да поминуваат низ град Свети Николе. Општините од истокот проектот за регионална депонија го почнаа пред 9 години со финансиска помош од Европската унија. Избрана е локацијата кај Мечкуевци, зашто овде има слободни пасишта кои не се користат за земјоделие и нема населби во радиус од 2 километри. Изградбата на регионалната депонија за источниот, североисточниот региони Свети Николе ќе чини над 30 милиони евра и истата ќе се гради со европски пари. Крајниот рок за отворање на регионалната депонија е 2022 година.